Во ова издание, Виолетовиот Тексас, како ќе се одрази врз гласањето. Турција со внимание ги следи претседателските избори во САД. Испитувања, човечки предизвик. Намерно се инфицираат здрави доброволци, за да се забрза развојот на вакцините. Ќе ви кажеме, останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, ова е News Flash, јас сум Јане Бојаджиевски. Тексас, втората најголема сојузна држава во САД, беше упориште на Републиканската партија, но тоа се менува. Зошто Тексас станува виолетов? Во руралниот Карнес Сити, тексашките ранчери и фармери ги стартуваат своите трактори за да тргнат во поворка за поддршка на Доналд Трамп. Трейси Джендриш е еден од нив. Ова е стар модел, веројатно од 78-80-та. Има 40 години, но се уште работи совршено. Прадедото на Джендриш се доселил во САД од Полска. Од тогаш неговото семејство се занимава со земјоделство. Тој од секогаш бил самовработен, исто како Трамп. Трамп е независен бизнисмен, тој не е политичар и го сакам она што го прави. На нешто повеќе од 380 километри јужно, на границата на Тексас со Мексико, во градот Браунсвил, демократите се силат за да го поддржат Џо Бајден. Дейвид Бакенкорт, чии предци се од латиноамериканско потекло, вели дека не го одобрува начинот на кој Трамп ја извршува функцијата. Мислам дека Доналд Трамп е многу егоцентричен човек, тоа е очигледно и сите сме уморни од тоа. Политичките партии од двете страни на претседателската трка се мобилизирани во сојузната држава која беше модел за републикански конзервативизам. 1976 е последната година кога Тексас поддржал кандидат за претседател од Демократската партија. Но динамиката се менува, вели професорот од Универзитетот на Тексас, Джим Хенсон. Оваа година, 2020-та, може да видите пат за Бајден да извојува тесна победа во државата. Тексас е длабоко поделен меѓу црвените рурални региони кои ги поддржуваат републиканците и синото урбано население кое е за демократите. Мостот меѓу овие две области пред градието ја менува политиката овде. Заедниците надвор од урбаните центри беа републикански упоришта, но стануваат виолетови заради зголеменото население, економскиот развој и миграцијата. Како што доаѓаат луѓе од Калифорнија, од други делови на Тексас, од градовите, за да бидат поблизу до овие предградија поради подобрите училишта и поевтините домови, така голем дел од нив се населија во овие области и ги променија. Но републиканците на овој собир не мислат дека Тексас може да стане држава која ги поддржува демократите. Не мислам дека некогаш ќе стане сина, но да, може би виолетова. Просечниот резултат од анкетите покажува дека Трамп и Бајден во суштина се изедначени во Тексас. Хенсон вели дека републиканците и демократите ќе направат се што можат да ги поттикнат луѓето да гласаат, надевајќи се дека така ќе направат разликата во оваа сојузна држава. Среде зголемените тензии меѓу двете земји, во Турција наголемо се следат претседателските избори во САД. Дориан Џонс од Истанбул објаснува зошто. Минатата недела турскиот претседател Реџеп Тајип Ердоган дополнително ги влоши американско-турските односи, предизвикувајќи го Вашингтон да воведе санкции кон Анкара. Ердоган одговори на осудата која пристигна од Вашингтон за турското тестирање на неодамна набавениот руски ракетен систем ЕС-400. Вашингтон тврди дека купувањето на ракетите представува прекршување на американските закони, ги компромитира одбранбените системи на НАТО. Можноста за американски санкции врз Турција се зголемува откако оваа членка на НАТО почна да ги продлабочува врските со Русија. Но аналитичарите велат дека додека американско-турските односи се влошуваат, врската меѓу Ердоган и Трамп се продлабочува. Трамп во суштина е единствената врска меѓу Турција и Вашингтон. Односите изминативе 2 години се толку лоши што телефонските разговори меѓу Ердоган и Трамп, нивното пријателство, во суштина е единствената врска која спречи целосно отсуство на односи. Критичарите го обвинуваат Трамп дека молчи за влошените човекови права во Турција и покрај широките меѓународни осуди.
Предизвикувачот за претседателската функција Џо Бајден силно го критикува односот на Трамп со Ердоган, ветувајќи понаметлив став кон Турција. Со администрацијата на Бајден, речиси сте сигурни дека ќе добиете наратив насочен кон човековите права и демократијата, нешто што е традиционално за односите меѓу САД и Турција. САД секогаш користеле стап и морков. Да, сакаме да бидете наш политички партнер, но исто така сакаме да си го средите вашиот дом. Турција е стратешки важна за САД и за сојузниците од НАТО, бидејќи нејзините соседи се Ирак, Иран, Сирија. Бајден има соработувано со Ердоган во однос на Сирија и други жешки точки за време на администрацијата на Обама и Анкара се надева на прагматизмот на демократите, доколку тој победи. Владите се водат од нивните суштински интереси. Суштинските интереси не се само во рамките на НАТО, туку и на Блискиот Исток. Без Турција не може да стигнете до Блискиот Исток и до Црното море. Кој да победи на американските претседателски избори, она што е веројатно е дека Турција ќе биде едно од најитните и најбитните прашања во следните 4 години. За крај на News Flash, здрави волонтери намерно ќе бидат инфицирани со коронавирусот за да се забрза развојот на вакцината. Еве зашто станува збор во Британија. Сите испитувања за вакцина за коронавирус во моментов вклучуваат администрирање потенцијална вакцина или плацебо на доброволци и чекање доволен дел од нив да бидат изложени на вирусот преку нивните секојдневни активности. Тоа може да трае со месеци или со години. Британската влада минатата недела објави планови за почеток на испитувања наречени човечки предизвик, преку кои намерно би биле инфицирани млади и здрави доброволци, со што би се забрзал развојот на вакцините. Неколкумина веќе се пријавиле да учествуваат. Многу луѓе страдаат во моментов. Сакам пандемијата да заврши. Со секој изминат ден се зголемува бројот на случаи и умираат повеќе луѓе. Ако ова испитување на вакцината може да значи дека овој период на траума за целиот свет заврши побрзо, јас можам да помогнам. Сакам да бидам дел од тоа. Не можам да си дозволам да ја пропуштам оваа можност вистински да направам нешто, кога ризикот за мене е многу мал во споредба со други луѓе. Владата планира да инвестира повеќе од 43,4 милиони долари во ова испитување. Светската здравствена организација смета дека може да биде значајно. Постои многу долга историја на вакво развивање на бројни вакцини, како на пример вакцините за колера или тифус. Сепак СЗО изрази и делумна загриженост. Волонтерите мора да дадат целосна согласност и мора да бидат избрани така што ризикот би се свел на минимум, бидејќи изложувате луѓе на вирус за кој не постои терапија. Инфекциите, хоспитализациите и смртните исходи нагло се зголемуваат во многу земји од светот. Вакцината останува најголема надеж за враќање во некој вид на нормала. Сега немаме начин да го запреме пренесувањето. Немаме ни финансиски капацитет на сите на кои им треба да им ставаме широк спектар на третмани со антитела, стероиди и слично, како што доби Доналд Трамп. Трошоците се многу високи за вакви третмани. Немаме вакцина. Од тука, ние мора да го спречиме ширењето на вирусот, не само да го ограничиме, туку и да го спречиме. Председателот Трамп неодамна беше хоспитализиран и доби терапија откако беше утврдено дека има COVID-19. Првичната цел на британскиот тим на истражувачи е да се открие најмалата количина вирус потребна да се предизвика инфекција со COVID-19 преку употреба на контролирани дози на вирусот. Ако биде одобрено од регулаторите и од Комитетот за етика, се очекува ова испитување да започне во мај 2021, многу месеци од сега. Го гледавте News Flash, јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. Пријатна вечер. Се гледаме утре.